that last kiss you gave me. I keep on hitting rewind. Now I need you, baby. I need another last night. Now my heart is racing, passing all the places we've been, counting down the minutes till I give you all of me. Save a kiss for me tonight. Wait for me, no compromise. Jessie Ware, Save a Kiss на Play Radio, добро позната тема од 2020 година. Слушнавме за музички почеток на третиот час од емисијата, кога посветуваме време на спортот во организација на Сдруженијето Спортски мостови. На 23 мај во Струга ќе се одржи првото издание на спортската манифестација Трка на поезијата. Првата трка на поезијата во Струга ќе се одржи под слоганот Трчаме, рецитираме, а целта е подигнување на свеста кај луѓето за важноста на физичката активност, како и промоција на спортот и трчањето. Учесниците ќе трчаат на 5 и 10 километри, трки кои што ќе бидат од надпреварувачки карактера. Сите детали ќе ги дознаеме од Мими Стојановска, представник на Сдруженијето Спортски мостови. Мими, добивте зелено светло од Комисијата за заразни болести, односно членовите на комисијата го дозволија одржувањето на трката. Имате навистина голема одговорност да организирате голем настан во време на пандемија. Кажи ми како течат подготовките и под каков протокол ќе се одржи оваа спортска манифестација. Здраво поздрав до слушателите на Play Radio. Благодарност до Play Radio за целосната поддршка медиумска на нашиот настан. Во врска со прашањето, пред неколку дена добивме официјална дозвола од Комисија за заразни болести за одобрување на настанот, како што кажа водителката. Прва организација после пандемијата, ќе бидеме прва трка што се одржува со повеќе учесници, така да ние изготвивме посебен протокол за спроведување на целиот настан за COVID-19, кој беше доставен до комисијата и по разгледувањето ни беше одобрено, така да настанот и трката ќе се одвива малку во поразлични услови од нормална трка, нормален маратон, така да на стартот ќе има посебни порти каде што надпреварувачите ќе стартуваат по четворица на растојание од 2 метри и други протоколи пред да тргнат, дека мора да носат заштитна маска, да држат соодветно растојание. За таа цел, за сето тоа успешно да биде изведено, имаме во организација околу 150 на волонтери, стручни обучени лица, редари, кои ќе се надеваме дека ќе биде спроведено секако што треба, да не се прекршат правилата и се ќе биде во најдобар ред. Така, тоа значи дека практично сте веќе подготвени, имате 650 учесници, 90% од нив се од Македонија, но има и од соседните земји. Дали можеби во Струга ќе продефилираат и познати спортски имиња, ги има ли меѓу пријавените? Да, на наше големо задоволство. На тркава учествуваат познати спортски имиња. Едно од нив е Александар Кираджиев од Скопје, повеќекратен државен првак во дисциплина маратон. Исто така неговата сестра Весна Кираджиева, повеќекратна шампионка на Македонија полумаратон и маратон. Имаме гости од соседните земји. Го имаме Дарко Лунчар од Босна, кој е организатор на маратон во Босна Two Cities Marathon. Потоа пријавен е италијанскиот амбасадор во Македонија. Исто така од познати имиња од соседството го имаме Иван Микшилин, кој е исто така трикратен шампион во Србија на дисциплина маратон. Така, тоа би значило дека навистина ќе има и голема конкуренција и ќе биде интересно и да се следи сето тоа, но и неизвестно кој ќе биде победникот. Кажете ми колку од учесниците ќе трчаат на 5, а колку на 10 километри, и секако да споменаме планираната рута со оглед на тоа дека вие направивте комбинација да има две трки на 5 и на 10 километри, што значи дека мислите и на професионалците, но и на оние рекреативци кои што сакаат да си ја проверат кондицијата и секако да негуваат здрав живот. Да, ние од прилика некаде се учесниците половина со половина. Околу 300 учесници имаме пријавени на трката
од 5 километри и 350 малце повеќе на трката од 10 километри. Трката од 5 километри имаме наречено и трка, рекреативна трка, каде што претежно се пријавуваат активни спортисти, рекреативци, кои сакаат да пренесат некаква порака со тоа што маиците што ги носат и сето тоа што го прават, пренесување на некоја порака и чисто рекреативно подигнување на свеста за физичка активност. Додека трката на 10 километри ја не рекуваме на трка од надпреварувачки карактер, иако двете се од надпреварувачки карактер, но познатите атлетичари и оние што бркаат добар резултат се пријавени на трката од 10 километри. Така таа трка од 10 километри исто ја нарековме надпреварувачка трка. На двете трки стартот е на исто место, само разликата што тркачите на 10 километри ќе трчат 2 круга, а тркачите што се пријавени на 5 километри истата траса само трчат еден круг и влегуваат во финишот. Стартната и целната точка ни е на Чаршискиот мост во Струга, каде што ќе биде поставена голема порта. Се тргнува од тука, се трча покрај реката Црндрим, значи одма во десно, покрај крайбрежјето на Црндрим, па се упатуваме во правец на Еврохотел покрај брежјето на Охридско езеро. Кај Еврохотел на самата кривина се врти кружно за назад и на враќање по улицата Маркс Енгелс се влегува малку во градот, бидејќи е градска трка и сакаме да искористиме малку и од внатрешниот дел на градот Струга. Се поминува покрај полицијата, судот, општина Струга и така всушност се врти еден круг и се стигнува повторно на Чаршискиот мост. Тркачите на 10 километри тој круг ќе го свртат 2 пати и ќе биде се организирано со редари, суди, професионални технички лица кои се ќе биде означено со стрелки, патокази. Се надеваме дека нема да има никакви пропусти и сите учесници ќе бидат задоволни. Така, сосем кратко ќе споменам само дека во план беше и трка на 1 километар која што ќе требаше да биде посветена на најмладите, односно детска трка, но оваа година ја прескокнавте поради пандемијата, па од следната година ќе трчаат и најмладите со оглед на тоа дека меѓу другото вашата цел е и најмладите да ги остават телефоните и да се посветат на она што се вика здраво живење. Тоа ќе се случува од следната година, секако да се надеваме дека до тогаш пандемијата ќе биде далеку зад нас. Сосема за крај кажете ми што добиваат победниците на овие две трки од надпреварувачки карактер. За победниците првите 4 месеца се добиваат парични награди, како и подароци од спонзорите, од нашите генерални спонзори. Исто така имаме награди за победници во екипна конкуренција. Во самото пријавување има тркачи што се пријавуваат под име на некој тим. И се соби резултатот, може во тој тим да се пријавени 10 тркачи, се зема најдобрите времења од 4 тркачи што трчат под тој тим и за таа цел имаме награди за тимско надпреварување и на двете трки, на 5 и на 10 километри, парични награди од спонзори има за првите 4 места. Така, убаво е тоа што и со награди ќе ги мотивирате оние кои што тоа го заслужиле, секако според резултатот кој што ќе го постигнат. Ние како медиум ви пружаме целосна поддршка најпрво за иницијативата, за самата идеја да се одржува трката на поезијата, секако дека ќе ве контактираме повторно после одржувањето за да ги сумираме резултатите и колку го постигнавте она што го сакавте. Секако тоа е главната цел, подигнување на свеста кај луѓето за важноста на физичката активност, како и промоција на спортот и трчањето во Струга. Убаво е тоа што ќе има познати звучни имиња од атлетиката, кои што веќе ги споменавте и од Македонија и од соседните земји, така што ви посакувам да имате убава трка, да се одржи според планираното со оглед на тоа дека имате многу мерки и протоколи, но секако дека ќе бидете пример за сите оние идни настани кои што треба да се организираат, бидејќи се уште сме во пандемија. Ќе ни бидеш гостинка, верувам, повторно кога ќе заврши трката. Ви благодарам од името на Друженијето на спортски мостови. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам на Плей Радио
за поддршката што ни ја давате и да ги поканам Стружани, еве, бидејќи најмногу го слушаат и ќе бидат најмногу присутни тука, не само како учесници, туку и како публика, да излезат да го поддржат настанот, но пред се со почитување на мерките, да ја направиме Струга поубава. На 23 мај ги повикувам Стружани да го проследат, да бидат публика на нашиот настан. Така само да споменеме во колку часот да бидат кај Чаршискиот мост, сите оние кои што со почитување на протоколите секако дека сакаат да проследат трката и музичката програма која што исто ја имате? Целата програма ќе започне во 8 часот наутро, а официјалниот старт на трките е во 8:30 стартува трката на 10 км, 15 минути подоцна во 8:45 стартува трката на 5 км. Со оглед на тоа што не се многу долги трки, не е полумаратон или маратон, се предвидува последниот, најслабиот натпреварувач да би завршил за некаде од 2 часа, значи целиот настан би траел од 8 наутро до кај 10:30, 11 предпладне. Так, еден убав утрински спортски настан кој што ќе го проследат Стружани. Уште еден поздрав од студиото на Play Radio. Ние ќе ја проследиме трката и ве контактираме повторно. Поздрав. Поздрав. Сега продолжуваме понатаму со одлична музика. Ова е Play Cafe на Play Radio. Останете заедно со нас.